Што би сакал да работиш во иднина? Не е прашање кое би требало да се поставува само на децата, а дека никогаш не е доцна да се исполнат кариерните соништа и цели, докажува и поранешната успешна ракометарка, а денес на чекор до успешен дизајнер на интериери, Јулија Николиќ. Некогаш успешна на теренот, денес со полна пара работи на остварување на својот сон и новата љубов дизајнот. И колку што дознаваме низ разговор со нејзините професори, тоа одлично ја оди. Со цел да ве мотивираме и охрабриме да превземете нешто, доколку и вие имате желба и талент, ја поканивме Јулија Николиќ, а таа беше доволно љубезна да ја прифати нашата покана и да одвои некое време за нас. Пред да преминеме на главното, да ја навратиме на спортските времиња. Спортот секогаш беше во моето срце, затоа што од 6 години татко ме однесе во спорт и таму останав. Значи, цел живот го посветив во принцип на ракомет и тука дојдов во Македонија поради ракомет и многу сум среќна што тука ме донесе спортот. И сега по завршување на кариера морав више да размислувам со што би се занимавала и сите обично идат во спорт да останат, као да останат или професор по физичко или тренер по ракомет. Мене некако ми беше презаситена сум од спортот за цел живот и затоа сакав да се префрлам во нешто ново. И сигурно се сеќавате на неа и на нејзините спортски денови. Се работи за една од најпознатите ракометарки, која има играно и за Кометал и за Вардар, а сега веќе неколку години е пензионирана од спортот и својата идна кариера ја посветува токму на внатрешниот дизајн. Спортот останува вечна љубов, но кариерата продолжува во сосема нов правец, и тоа потполно различен од претходниот. Сигурно веќе се прашувате, од каде произлезе желбата за внатрешен дизајн. Се прашавме и ние, па еве го одговорот. Од дете сакав нешто да цртам, мислам, ракомет беше едно, ама пак нешто ме влечеше да цртам нешто, пробував резба некоја со дрво, мислам, тоа беше некои детски глупости, ама пак имав према тоа. И некои последни 5 години пред да завршам со ракомет, случајно на интернет видов некои слики изработени од картон, 3D. Ме беше интересно дали можам нешто такво да направам, затоа што стварно беше преубаво. И почнав, купив хартија, многу картони, све пробував, и на крај успев да го направам тоа и викам зашто да не пробам да си го правам за мене, за некои другари ако сакат. И видов дека има интерес и почнаа луѓе да нарачуваат такви слики. И затоа ми требаше у принцип да научам и некои компјутерски програми. Тоа земав часови посебно и од таму почнало као зашто кога можам тоа да го научам, зашто да не отидам во некоја академија. Ништо не е невозможно доколку се сака и доколку се посвети целосно енергија, време и труд. Но сепак, дизајнер на интериери не се станува преку ноќ, а освен талент и креативност, потребно е да се совладаат теоретски и практично одредени програми, неопходни за работа. Најдобро овој пат се согледува преку практично и искуствено на некој кој веќе го чекори. Па еве како е од тој аспект искуството на нашата денешна соговорничка. Јас сум презадоволна од тоа, затоа што више имам некој интервју дадено за академија и таму кажував дека имав некои проблеми затоа што од Украина сум. И сега, по моје мислење, не зборам нешто лошо македонски, ама пак негде некои зборови не ми се јасни. И нормално на час, поготоа нешто компјутерски програми кои ќе те кажат некој збор ти не го знаеш, ја одма професора, help. Значи, никогаш не ме одбили, секогаш ми помогнали, затоа презадоволна сум од професори. Часови имаме 3 пати неделно, по 3 часа дневно и за мене е предобро. Значи, јас сум презадоволна, многу ми е интересно и сакам тоа да си го работам. Например, јас се доаѓам одма после часови, се седнувам пред компјутер и се вежбам цело време, се отварам нешто уште на интернет да проверам дали може и така да се направи, дали вака. Сега не е лесно, ама ако немаш тренирано, вежбано дома, не може ништо да направиш. Мислам, ќе заборавиш тоа што си учил нешто на час. Мора цело време да вежбаш. Исто као ракомет, така и у дизајн и мислам дека у било која професија. Имавме задача за крај на завршување на академија да спремиме некој проект, па некако да ни оценат веројатно професори, да ни кажат што правилно, што неправилно. И сега тоа имам спремено, некои рендери правам, мислам уште не се завршено до крај, ама
Се надевам дека ќе бидат добри. Таа вели дека се повеќе почнувала да се интересира за внатрешниот дизајн, а кога дознала за академијата, без двоумење одлучила да се запише. На почетокот чувствувала малку страв, дали ќе успее од ракометот да се преориентира во тотално друга област. Но со секој посебен час се повеќе учела за дизајнот, тука го стекнувала целото потребно знаење, вештини и сертификација. Воодушевена е што се може да направи со алатките на компјутерските програми. Да се биде спортист во Македонија претпоставуваме е вистинско задоволство, но колку е едноставно и да се влезе во светот на дизајнот на интериери. Еве ги искуствата на Николиќ. Јас се надевам дека ќе станам некој успешен дизајнер, мада сега оваа професија мислам дека не е многу нова, ама пак нова. За разлика од светот колку е развиен дизајн во Македонија сега доаѓа нешто луѓе повеќе сака да им нацртат некој стан, иначе порано ќе земам оваа фотеля, овој стол и тоа е тоа, наместено. Јас се надевам дека во Македонија ќе напредуваме во дизајн. И сега сигурно ве заинтригиравме, па ви должиме кратка насока за програмите кои би требало да ги совладате доколку сакате да станете дизајнер на интериери. Станува збор за програмот Autodesk и Adobe, со чија помош ќе уредувате интериери и истите ќе ги прикажувате на начин на кој најлесно ќе може да го разбере инвеститорот. Се распрашавме кај нашите стручни соработници од Семос Едукација, од кои првенствено дознавме дека станува збор за академија, која се одвива низ вкупно 210 часови, низ кои се стекнуваат знаења и вештини од областа на програмот. Меѓу другото се изучува теорија на дизајн, планирање на просторот, материјалите, се учи AutoCAD, Photoshop и се останато без што не би можело да бидете успешен дизајнер на интериери. Со цел да станете вистински професионалец, предавањата се изведуваат на модерен и интерактивен начин, користејќи модерни информацијски технологии, преку индивидуална и групна работа, практично менторство на консултанти од реномирани компании во текот на наставата. По завршувањето добивате знаења, вештини, искуства и сертификат, со кој можете да почнете да ги освојувате интериерите. Она што понатаму ви е потребно е многу ентузијазам, креативност и добри идеи, и ќе оставите печат на секој интериер во кој ќе се вложите. За остварување на соништата никогаш не е доцна. Секогаш имајте на ум нашата денешна соговорничка кога ќе посакате да направите голем чекор напред. И тоа нека ви биде инспирација и мотивација. Кој знае, може би и во вас се крие одличен дизајнер на интериери. Пронајдете го како што тоа го направи Јулија Николиќ. Нам ни останува само да и заблагодариме за одвоеното време и да посакаме уште поголеми успеси во светот на дизајнот. А вам ви ја пренесуваме нејзината порака. Не плашете се да го освоите светот. Вие можеби тоа го можете.